Почитувани, ве поздравуваме од нашето импровизирано студио, сместено во просториите на организација Жена Делчево и ве каниме наредните 15 на 20 на минути да останете со нас на овој канал во првиот од двата планирани подкаста на една многу актуелна и сериозна тема, која директно ги тангира нашите деца, родителите и секако пошироката заедница. Денеска говориме за врсничкото насилство, популарно познато како булинг. А наш соговорник денеска е Дејан Џинџарски, психолог, советник Гешталт, кој што изминативе години интензивно соработува со организација Жена во канцеларијата за пружање на психосоцијално советување за жртвите од семејно насилство врз жените и децата и за секаков вид насилство врз децата. На почетокот, Дејан, јас ви се заблагодарувам за оваа ваша иницијатива да ја отвориме оваа тема, да снимиме ваков подкаст кој што ќе има едукативно значење за сите нас, како за стручните служби во училиштата, за родителите и посебно за децата и еве пошироката заедница. Па еве, ви посакувам добар ден, добре дојдовте во ова наше убаво студио. Добар ден, прво ви благодарам за убавата најава и секако ви благодарам за поканата да бидам еве дел од овој едукативен подкаст кој што ќе зборуваме за многу важна тема која што ги засега младите, па и сите нас. Да, организацијата Жена последниот период интензивно работи на откривање на сите девијантни појави на младите, да пружи помош, да превенира ситуации. Точно и овој подкаст е во рамките на проектот кој што се реализира и ние можеме еднакво, поддржано од фондацијата Тил Квина и како што кажав, целта е да се подигне свеста на јавноста за овој доста актуелен и сериозен проблем. Знаеме, Дејан, дека булингот е сериозна појава која може негативно да се одрази на многу деца во предшколските и школските установи, а секако и во врсничките групи надвор од училиштето. Па еве да ни кажете конкретно што е тоа врсничко насилство или булинг? Прво, сакам да се надоврзам на тоа што го кажа дека тоа е доста важно да се разговара на оваа тема за младите, бидејќи се одразува доста негативно. Сакам да напоменам дека доколку не се третира на време и тие последици кои што може да се јават и во зрелата возраст веќе ќе биде многу доцна. Затоа е многу важно сега што еве ја отвараме оваа тема, изборуваме за тоа и организација Жена активно се залага да еве тоа да не биде како табу тема, него да се разговара и да се подигнува свеста и на сите релевантни институции, а и кај децата, младите за сериозноста и последиците од овој вид на насилство. Сега ќе дадам една така кратка дефиниција, да го дефинирам булингот или врсничко насилство. Тоа е вид на насилство кој што се манифестира со негативни повторувачки дејствија кои што имаат за цел да повредат, потиснат, понижат друга личност. Тоа е така една кратка дефиниција за да биде така јасно што всушност е булингот. Да. Вие во вашата работа и бидејќи интензивно работите во канцеларијата за пружање помош на жртвите, се среќавате сигурно со случаи кои што ги дефинирате како булинг, но она што го читав додека се подготвував за овој подкаст, можеме да дефинираме повеќе видови на булинг. Значи не е само едно насилство како насилство, туку има повеќе видови. Со какви видови булинг може да се соочат нашите деца? Булингот се манифестира на неколку начини.
претежно имаме вербален булинг, булинг кој што се манифестира со навреди, закани, смејување, физички булинг кој што е нели со физички контакт помеѓу децата, тепање или нешто слично, социјален булинг, значи каде што да речеме врз некое дете се манифестира детето да биде изолирано, значи исмевано, усмисла зборување позади грб, нели, и тоа дете се со цел да му се наштети и да средината или групата каде што детето секојдневно се движи да го избегнува. Исто така е многу важно да се напомене и за сајбербулинг или насилство преку интернет, кој што за жал можам да констатирам дека многу честа појава. Младите го избираат тој вид на булинг затоа што и начинот за да се манифестира или за да се докаже е многу тежок. И поради тоа што тие на некој начин приватноста им е загарантирана до некој степен, значи повеќе се одлучуваат за тој вид на насилство за да од одредени за нив причини сакаат да наштетат на некое друго лице. Да. Добро, кои се причините за булингот кај младите? Зошто се појавува? Па причините прво сакам да напоменам дека нормално тоа е индивидуално, секојаш се пристапува индивидуално, но вообичаено како причини може да се напоменат, значи фактори кои што влијаат, нели, семејството, средината каде што живее и општеството, културни промени во самата, да речеме, држава или на световно ниво. Јас ќе се потрудам сега да наведам некои причини кои што според мене сметам дека се така доста чести. Тоа што, да речеме, детето потекнува од семејство, да речеме каде што насилството е прифатлив начин на однесување и се манифестира дома во смисла решавајќи секаков предизвик, и тоа е нормален начин на однесување дома во семејството. Вообичаено детето не мора да значи, но вообичаено детето може да го прифати тој модел на однесување и да го манифестира на групата или средината каде што детето нели секојдневно се движи. Исто така, една многу важна причина што е доста присутна е недостатокот на емпатија кај децата. Сето тоа се должи на недостаток на емоционална поддршка дома во семејството. Значи, ако со детето не се разговара, не му се дава емоционална поддршка или се разговара за некоја емоција или чувство со кое што се соочува и да се поддржи детето, ако недостасува тој модел, значи тој недостиг на емпатија кај децата се манифестира што детето не може да препознае како се чувствува другото дете кога му врши некаков вид на насилство и од друга страна не чувствува никаква одговорност за тоа и тоа што го прави го смета дека да, тоа така треба да биде, значи тоа е нормално за него и дека е во ред така да постапува, не можејќи да се стави на местото на другото дете како ќе биде ако на него му се прават исти. Некој го прави истото нему и дека ќе се пробудат некои чувства, емоции кои што се непријатни и сето тоа ќе му се
одрази во неговото нормално функционирање, да речеме на оваа возраст, детето да се чувствува слободно, расположено, среќно и да ужива во неговото секојдневие. Исто како причина, доста се сретнува е децата во овој период на развој се во период на самоопределување, социализација и градење на свој личен идентитет. Но се случува да одредена група на деца веќе има прифатено агресивно однесување и детето, за да биде дел од таа група, за да биде прифатено, значи на некој начин го прифаќа тој модел, за да се приклучи на групата, да се приклучи, да биде прифатено, доколку пак не го направи тоа, може да се до тоа се манифестира да биде жртва на насилство. И исто така, таа како причина е доста застапена. Друго што би го навел како причина исто така не знаејќи како да регулира агресијата што ја чувствува, да речеме. Но младо дете ако почувствува некоја лутина гнев и не знаејќи како со тоа да се справи, значи тоа демонстрира насилство. И не е ни свесно дека прави штета или дека едноставно така се чувствува, така му дојде, тоест мисли дека прави правилно. Дали стереотипите во општеството што ги имаме има врска? Да. Исто така и стереотипите, неприфаќање на различности, дали тоа ќе биде боја на кожа или културни разлики или физички изглед и сето тоа. И тоа е како причина која што е доста се сретнува, но исто така сакам да напоменам и една друга важна работа е дека самиот насилник има многу нисок степен на самопочит. Значи, не препознава, да речеме, нема чувството и сликата за него му е на многу некој незадоволително ниво. Не препознава некои виштини и способности со кои што може да се истакне, нели, да биде препознатлив по тоа, па некако го избира тој начин на однесување на агресивниот, ги покрива своите недостатоци и иска да се покаже дека тој, нели, е вреден или важен за да биде прифатен на начин на кој што тој сака. Друго нешто што е важно да го напоменам е и самото нереагирање од страна на авторитетите. Тоа кога зборувам авторитетите, зборувам за, да речеме, училиштето, каде што наставниците, стручниот тим, родителите и сите релевантни институции, ако се случи некаков вид на насилство, да кажеме, во училиште. Иако стручниот тим или наставниците не реагираат на време, значи кај самиот насилник се создава тоа чувство на казливост и ништо нема реакција. Да, нема реакција и на некој начин се охрабрува да си продолжи по тој начин на однесување и Да, јас сепак би сакала повеќе да говориме на таа соработка родители, наставници, стручни служби во училиштата, меѓутоа би го ставила за вториот дел, да се задржиме подолго на тоа. Во овој момент би сакала да проговориме како да препознаеме врсничко насилство. Што се случува со жртвата? Како реагира на сите на овој вид насилство? Па насилството се нормално дека треба да речеме да внимаваме на некои знаци кои што се манифестираат, да речеме, кај младите, покрај, нели, физичките
каде што ако нели видиме некоја повреда или сечотина или нешто каде што детето дома нема јасно објаснување да објасни од што му е нели таа повреда, и тука е доволен знак да тоа се истражи, нели да се разговара, да се види од каде сето тоа произлегува. И тоа е, да речеме, на физички знак кој што нели вреди да се обрне внимание. Да, физичката повреда е препознатлива. Да, препознатлива и полесно може да се да речеме да откриеме дека нешто се случува со детето. Но посериозни се. Но имаме емоционални психолошките знаци каде што кај детето да речеме Да го препознаеме детето што е жртва на булинг. Па да, има некои вообичаени знаци, да речеме, но детето нормално дека има промени во однесувањето. Кога ќе се забележат некакви промени кои што досега нели не се случували, сега наш детето има некакви промени во однесувањето, дали е постојано загрижено, дали владува чувство на страв, на загриженост, на како да кажам, значи се повлекува, да не се социализира со друштвото, е така да одбегува контакти, одбегнува некои, да речеме, простори или улици каде што се движи, затоа што тоа го асоцира можеби на нешто што таму се случило. Исто така како кај детето, значи, може да се појави, значи, чувство на срам. Чувство на срам да... Знаете, што сум забележала во сите ситуации кога имаме жртви на насилство, дали тоа станува збор за жени, за деца, жртвата како самата себе си да се обвинува дека таа е виновна зошто тоа и се случува. Не требаше така да направам, можеби ако не направив, немаше тоа да ми се случи. Исто и со децата. Да, тоа е намалено чувство на самопочит. Да, на самопочит, каде што нели вината ја сртува кон самиот себе, тоа чувство на вина се појавува и си вели дека заслужило нели тоа да му се случи, што е многу лошо. Тоа може да му се одрази на самото дете, кој што нели ќе се соочува со проблеми како што ќе бидат нели во намален успех во училиштето, каде што и тоа е еден знак, да речеме, доколку детето се забележи некаков намалување во учењето или оценките, значи тоа е така добар знак на кој што треба да се обрне внимание и да се истражи што се случува со детето. Во овој дел би да го заокружиме овој дел од нашиот разговор, но сепак морам да ве прашам. Каде се тука родителите, наставниците и стручните служби? Па каде се тие се активни, мислам, Треба се да се вклучени, да. Треба да се. Точно така, значи треба и според мои сознанија, мислам дека и даваат се од себе, стручните работници во училиштата, наставниците, сега и родителите се активни, но сега има исклучоци каде што, да речеме, некои од родителите не го сваќаат тоа сериозно, сметајќи дека нели тоа е период, ајде ќе помине, ништо што е толку страшно, а сето тоа се должи можеби на недоволната едуцираност од страна на родителите и за да ги сватат и причините и последиците кои што се многу
загрижувачки ако не се третира на време. Време, бидејќи помош сметам дека треба не само на жртвата, туку и на детето насилник. Да, паралелно, Да се испуштат конците никај едното, никај другото. паралелно треба да се работи и со жртвата на насилство и со насилникот на насилство, затоа што и насилникот ќе се соочи со, да речеме, со проблеми кои што ќе му се одрзат во понатамошниот развој како личност, бидејќи тој конфликтен однос или решавање на проблемите со агресија, тој ќе се соочи со многу проблеми и предизвици понатаму во животот. Затоа е убаво да се работи и со насилниците, за да им се влијае на свеста, за да го запознаат и тој другиот модел на однесување, каде што може со друг начин да се стигне до решавање на, да речеме, било каков предизвик или проблем. Да. Јас, знаете, последниве денови не можев да разберам. Во државава имаше еден случај за ученик насилник. И медиумите постојано информираат детето насилник, ученикот насилник, сакат да го испишат од тоа училиште, да го запишат во друго, па тоа другото училиште не го прима, па третото не ќе да слушни за да го прими тоа дете. Меѓутоа, за мене беше поразително кога разбрав дека детето е трето одделенец. Насилникот, тие го именуваат како насилник. Трето одделенец, тоа има колку? 9 години. Пред известно време министерката ја слушнав, вика, многу убаво кажа, тоа има 9 години. 9 стручни службеници има во тоа училиште. Како не можевме ние да се и го направивме дете во жртва? Ако е насилник, според мене, жртва го обележавме за цел живот дека е тоа насилник на свој 9 години. Што можело да се случи со тоа дете на 9 години? Па да никој не го сака да учи со нив. Сега кога јас те слушам кога зборуваш за овој случај, значи за тоа дете, да речеме, јас немам комплетна слика, јас имам само еден дел од сликата, нели, тоа што се зборува дека детето е насилник и така е таргетирано. Да, но важно е кога станува збор за дете во трето деление да можеме да добиеме што поголема слика за тоа дете. Да се разговара со родителите, да се види тоа дете во кои услови живее, како живее, кој е неговото обкружување, дали добива соодветната поддршка дома емоционална или какви таа вид друга љубов, мајчина љубов, таткова љубов, семејна љубов, дали некој на тоа дете му го дава тој модел на однесување, да видиме со што се соочува тоа дете секојдневно. Па, кога ќе добиеме што поголема слика за тоа, и тогаш веќе можеме и да направиме некој модел или стратегија како да работиме со тоа дете, бидејќи детето не се родело насилник, детето станало насилник. Да, го сакав ова твое мислење, Дејан, бидејќи е многу невкусно дете од 9 години да го по медиумите да го провлекуваат со квалификација детето насилник кој останува, а детето има само 9 години. Ова вака за крај на оваа прва емисија, мислам на овој прв дел од нашиот подкаст. Почитувани, денеска зборувавме за булингот, откривавме што значи булинг, кои се причините за булингот, какви видови булинг имаме, како да го препознаеме булингот. Јас се заблагодарувам на нашиот психолог Дејан за гостувањето во овој подкаст, а вас ве канам и наредната недела да бидете со нас, бидејќи ќе продолжиме со оваа актуелна тема, ќе зборуваме за последиците од булингот и секако што е она ние возрастните, стручните служби, психолозите и така натаму треба да го направат за ова појава врсничко насилство, да ја
ставиме на минимум и да не зборуваме веќе ни за жртви, ни за насилници. Благодарам за вниманието. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите.